Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Сон на секој спортист е, кога почнува од младите години да се занимава со некој спорт, да стигне до репрезентацијата на својата земја, па да учествува на големите приредби, какви што се, например, Балканијадите, Медитеранските игри, европските, светските првенства. Но најголем сон е да се настапи на Олимписките игри. Олимпијадата е нешто посебно, таа не треба да споменувам дека е најголемиот настан воопшто во спортот во целиот свет, таа во тие денови кога се одржува го привлекува вниманието не само на оние загреаните љубители на спортот, туку воопшто на целиот свет. Затоа учеството на Олимпијадата, како што е Олимпијадата посебна, е посебно и тоа учество. А да се учествува на Олимписките игри повеќе пати, пак тоа представува голем успех за секој спортист. Во Македонија 20 спортисти се истакнуваат и може да кажеме дека се рекордери по учеството на Олимпијадите. Тоа се борачот Шабан Сејдиу, кој настапи на 4 Олимпијади, почнувајќи од Монтреал, Москва, Лос Анџелес, па ги заврши олимписките настапи во Сеул, и нашиот познат кајакар на диви води Лазе Поповски, кој исто така учествуваше на 4 Олимпијади, своето деби го имаше во Барселона, непосредно по самостојувањето на нашата држава, потоа настапи во Атланта, Сиднеј и Атина. Значи, Сејдиу и Поповски рекордери по настапите на Олимпијадите од нашата држава. Па, овој пат ќе ви го представам, иако добро го знаете, нашиот кајакар Лазе Поповски. Со него се сеќавам уште како пионерче, како младинец, кога почнуваше да се појавува таму на патеката на Вардар, потоа Треска, дури имав и некои разговори кога победуваше на тие првенства на Македонија или инденскиот кајак слалом, па еве сега ќе кажеме вака поподробно за твојата кариера, каде почна, како почна, со кој почна, а мора на почетокот да кажам и предпоставувам дека практично за овој спорт те загреа твојот татко, за жал покоен Мичо Поповски. Се сеќавам на неговите први моменти од спортувањето. Таму имаше две друштва, Мирче Ацев и Моша Пијаде, па се собираа, па тренираа на Вардар, потоа на Треска, па и по другите реки во нашата држава, оде и на Радика. И така, речиси, целиот живот бев поврзан некако и јас со кајакарите, зашто на времето, еве да ти откријам една тајна, близко живеам до Вардар, таму кај паркот, и јас посакував да влезам во кајакот, но се одадов на друг спорт и еве не стигнав да станам кајакар. Па, ајде, Лазе, кажи ни, кој беше оној што тебе те воведе во кајакарскиот спорт? Најнапред ви благодарам за поканата и навистина заради овие околности кои што ги споменавте, ова, да речам, лична и семејна ситуација која што имаме, се размислував доста дали да излезам во јавноста, меѓутоа сепак ќе кажам дека многу од зборовите кои што ги кажавте во поведот се и факти, вистински факти. Вие како спортски новинар, веројатно еден од врвните наши кои што сме ги имале во историјата, ако ништо друго го одбележавте минатиот век како ја во спортскиот дел, меѓутоа и во независна и суверена Македонија, во околностите во кои што започнавме да работиме во тој период, дадовте исклучителен придонес. Точно е дека ме познавате од најмали години и никогаш не сум се посомневал во вашата пред се искреност. Секогаш сте биле коректен. Не само како професионалец, бидејќи секој нормално треба да се држи до професијата во односите со своите колеги, со своите клиенти, со своите гледачи и така натаму,
туку сепак сте и вие едно и поранешен спортист, и едно спортско семејство, и си имате еден голем углед. Затоа и се одлучив после скоро, ја мислам, најмалку 7 години, да дојдам во сепак ова Олимпискиот комитет и да бидам присутен во вашава емисија. Што се однесува до прашањето, да, така е. Значи, Мичо Поповски, мојот татко, е креаторот на патот на нашето семејство и за нас преостанува во иднина секако да не го заборавиме и тоа наследство што го остави пред се во делот на воспитувањето, во делот на вредностите, да го продолжиме како негово дело и на идните генерации. Еве ќе кажем нешто што малкумина го знаат во неколку реченици. Тој со спорт се занимава од најмала возраст, меѓутоа бил фудбалер. Играл во младинската школа на Вардар и дури со една од генерациите, сега не памтам ја точно дали 17 или 19, го имаат освоено и купот на поранешна Југославија, што во тие услови секако е голем резултат, а играл на позицијата центарфор. Но мојот дедо во тоа време имал некакви поинакви размислувања за спортската кариера и едноставно го насочил кон образованието и така во некоја подоснешна фаза од тие младински денови почнува да се занимава посериозно со кајак, бидејќи така можел, паркот било по скриено место, ваму на Вардар сите знаеле, нели, на терените можел да го види деда ми, а ваму во парк позади Ке излези да шета, да, и не можел да го насети, да. Мислам дека и како спортист бил секако како кајакар успешен во тие години, бил државен првак и во слалом и во спуст, репрезентативец и еден од оние кои што во 72-та година требало да настапи на Олимписките игри, значи беше селектиран во репрезентацијата, меѓутоа заради повреда неколку месеци пред самата Олимпијада, заради дислокација на рамото, не настапува во Минхен на тие Олимписки игри, настапува само Миле Спасовски, добро се сеќаваме. И беше девети. И беше со одличен резултат 9, значи од тројца надпреварувачи, двајца би биле македонци во тоа време, значи зборуваме каква сила бил кајакот. А Мичо во однос на Миле сепак бил во тоа време во многу по-добри години, во подобра форма. Миле тогаш бил мощно млад, значи неговата допрва требало да дојде. Бидејќи помеѓу нив има и поголеми разлики, значи навистина представувале дел од светскиот врв. Тој работеше и во други сегменти од спортот и како тоа што кај нас се нарекува спортски работник. Беше еден од иницијаторите и да речем еден од основачите во тоа време на Олимпискиот комитет, значи мощно е свесен во такви ситуации, беше прв претседател на кајакарската федерација во тие моменти кога требаше да се членуваме во меѓународните федерации и така натаму. И мислам дека и покрај неговата успешна и професионална кариера и во повеќе сегменти, сепак спортот е она кое што го одбележува, јас сум многу горд на тоа. И мислам дека е една голема вредност што ни останува и во која што ја ги воспитувам сега и моите деца, а тоа е дека ние можеме со гордост да го носиме епитетот спортско семејство. Многу ни значи и тоа ќе си го почитувам и во иднина. Кога почна ти да влегуваш во водите, најнапред на Вардар беше тоа, на Треска, на некој езеро и така? Мишо беше виновникот под наводници што еве те доведе таму, а ти го гледаше него и ти посакуваше да кајакариш. Во тоа време тој беше тренер во клубот, значи сега зборуваме за некои нарани почетоци, иако јас потекнувам од едно скопско мало во тоа време сега, нели, населба, тоа е острово, од кое што излегува голем број на спортисти. Ете така некоја микроклима каде што излегува голем број спортисти, да речеме, ние живеевме во иста зграда со Зоран Бошковски Чоко. Значи Чоко живееше на 9-ти спрат, ние живеевме на 10-ти спрат. Во нашата зграда беше и Цене Андреевски, тој беше исто така успешен спортист, фудбалер.
Панде, голманот исто така, Чаршавски во Металург играше, потоа и во некои други клубови. Во Браќа Миладиновци во нашево училиште учевме со Гигец, и значи се некои Врбица Стефанов да исто така. Гигец, Николовски, да, сега ја веќе сум ги подзаборел. И имаше и кариера. Да, и меѓународна, и се, значи така едно спортско мало во кое што во тоа време главна занимација беше спортот и навистина беше голем интерес. Моите почетоци беа некако насочени кон фудбалот, бидејќи со тоа се занимававме, што се вика, како деца, но во тоа време важеа исклучително силни критериуми за селекција. Значи, без оглед кој ти бил татко, кој ти бил семејство и така натаму, во принцип беше многу важен физичката градба. И мојата кариера во Вардар траеше многу кратко баш од тие причини. Може би така требало да биде. Потоа ме насочија во работнички, кај Гале, и таму малку отидовме неколку недели, меѓутоа беше јасно дека тешко дека ќе успеам во фудбалот. Еден Ванчо Мицевски, кој што ни беше исто така тука од наше мало, да речам, во тоа време беше една година постар од нас, меѓутоа беше многу корпулентен. Тој стана и познат голгетер после. И Ванчо исто така не беше, и он беше селектиран, направи кариера после тоа. Потоа јас заминав, ете така, тука низ мало пробувавме некои други спортови, од карате, од џудо, од ватерполо на така наречениот воен базен во тоа време, чи повеќе спортови. Зимно време одевме на скијање, тоа ни беше некое задоволство. Сепак мислам дека пресудно за почетоците беа точно тие тренинзи кои што некаде во месец мај, односно почетокот на јуни, во кајакану клубот Илинден имаше една традиција нормално во делот на афирмација на кајакот кај младенските категории. Најчесто тренерите одеа во околните училишта. Во Колене Делковски, во Христијан Тодоровски Карпуш, во Вера Јоцич, од професорот Димитар исто така од средното училиште Никола Карев. Вообичаено последните часови по физичко, наместо да ги држат во училиштата, ги носеа учениците во градскиот парк во нашиот клуб. И потоа целата таа, да речем, маса на деца кои што доаѓа, вообичаено најчесто по 20-30 деца остануваа во клубот скоро цело лето покрај Вардар и покрај езерцата во парк. Јас се сеќавам дека беше борба кој да земе кајак, бидејќи имаше 10-15 кајаци, ќе доаат 30 деца и ние фактички се боревме меѓу нас, чекавме на ред, што денес. Ама и гледавте кој побрзо да стигне таму да влезе во кајак. Да, исто беше интересно од есенските денови, бидејќи сепак тогаш клубот имаше некаква инфраструктура солидна. Па во есенските денови ги поминувавме со трчање низ парк. Одевме на гимнастика, се сеќавам во тоа време во Партизан и во парк и во Партизанот во Чаир, значи не можеше да се влезе од деца. Значи ние ќе дојдеме како клуб, па ќе чекаш термин за да завршат или некако со нив заедно да се влезе да се спортува. Подоцна нели доаѓаат оние први. Добро, ти добро опиша тоа детство, тие младешки години, дека сите во спортот и големо интересирање за сите спортови, сега пак мене ме интересира за првите трки твои во кајак на диви води. Кога беа и дали се сеќаваш конкретно на таа прва трка? Да, се сеќавам мојата прв настап на официјално надпреварување беше 1987 година на државното првенство на тогашна Југославија во Словенија во Храсник. И вообичаено тоа се смета вака за прв настап официјален, бидејќи тие републичките надпревари во тоа време немаше некоја конкуренција пионерска реално да зборуваме. Повеќе беше рекреација во Република Македонија, но во југословенски рамки имаше развиен систем на надпревари и доминираа словенците во тој период веќе доминираа словенците и хрватите. 87 година не однеса кајак кану клуб Илинден да настапи на државното јуниорско првенство во Храсник во Словенија.
Тој исто на место Храсник, каде што сега Петар Кавзер, верувам познат на кајакарската јавност, потекнува од таму и таа е таа патека од каде што тој Тоа е на Сава во непосредна близина на Љубљана. Да. И тоа е. Одевте таму, имаше еден мотел, се сеќам, Цирман ли како се викаше. Тоа беше на Тацен. Се водели таму да ве гледам. Тоа е во Љубљана, да, тоа е во Љубљана на Тацен, да. Така што 87 година тоа ми е официјално прв надпревар надвор од границите на Република. Пласманот? Па пласманот не се сеќам, мислам дека бидејќи беше јуниорско првенство, завршиме таму некаде преку 10-15 место. Меѓутоа бевме тројца пионери. Значи една возрастна категорија пониска од јуниорите и тогаш настапија Кралј Дејан, кој што исто така имаше исклучителна кариера, успешна со медали од светски европски првенства. Тогаш настапи Андреј Гликс, исто така олимпиец. Заедно настапивме во Сиднеј на Олимписките игри и јас бев третиот од нив кој што извози успешно на тој надпревар. Веќе во 1990 година, после 3 години сериозна работа во тие младински категории, на изборните надпревари за југословенска репрезентација, јас гостував второто место, иако бев 2 години помлад од најдобриот во тоа време, Јуре Пелегрини, имаше 3 изборни надпревари. Едното беше во Скопје, бев прво место, и другите два беа во Хрватска на Купа, каде што бев второ и трето пласиран и севкупно во генералниот пласман бев второ пласиран, бидејќи Пелегрини ги победи двата надпревари. И во 90-та година може да се каже дека и на сите надпревари кои што се одржаа во тогашна Југославија беа при крај, нели, тие југословенски надпревари, бев во првите тројца и сериозен кандидат на секој надпревар за медал. Доколку не се распаднеше државата, ти ќе беше репрезентативен за Југославија или тешко ќе можеше да стигнеш до тој состав за Барселона, еве зборуваме? Не, за Барселона немав никакви шанси нити теоретски да настапиме, бидејќи тогаш ние се уште бевме јуниори. Значи јас сум имал тогаш 17, неполни 18 години, додека во репрезентацијата на Југославија во тоа време од тројцата што настапија, двајца на претходното светско првенство има олимписки медали. Словенците и тоа како беа заинтересирани и мислеа дека ќе го освојат првиот медал 92-та, но првиот медал беше освоен 96-та година. Така што во сениори ке немавме шанси да се пласираме. Каже, имаше трки 90-та година, практично ти се отворија врати кон кајакарскиот крем, така да кажам, со тие резултати што ги постигна во младинска конкуренција. Со тоа што до 93-та имавме големи проблеми со признавањето и јас на последните два големи надпревари за јуниори фактички не настапив од тие причини, бидејќи Република Македонија не беше позната и не беше призната. Тоа се случи во ОД. Можам да ви кажам како одеше таа приказна, бидејќи таа година настапивме на 3 најсилни јуниорски надпревари во Европа. Едното беше отвореното првенство на Италија, каде што го освоив првото место. Второто беше во Словачка, каде што дојде целокупната јуниорска елита од источниот дел на Европа. Имаше 3 дена 3 надпревари, во севкупен пласман бев првопласиран. Во финалето бев првопласиран, а во првите 2 дена во квалификациите бев, мислам, 8 и 6, некако така имав некој. И бев еден од најсериозните кандидати за освојување на медал на јуниорското првенство кое што се одржа во Норвешка. Ние стигнавме во Норвешка на надпреварите, меѓутоа беше оној вакуум период кога Република Македонија се уште не беше признаена. И на состанокот на водечи на екипи ни беше кажано дека нашата пријава не важи. Ние побаравме неколку опции. Да, ние побаравме неколку опции да возам вон конкуренција, барем да се пуштам да се види резултатот, па да биде, нели, надвор од официјалните резултати. Тоа не беше прифатено од Светската федерација, од Алберт Вудс. Побаравме да возам како за Хрватска,
меѓутоа не дозволи, бидејќи хрватите има само двајца надпреварувачи, чисто за да го евидентираме резултатот, бидејќи се уште важат тие поранешните СФР пасоши. Меѓутоа, знаете си, имаше МБ и ЦР во самите пасоши, така што и тој дел беше исто така анулирана можноста. Имавме доста вака високи дискусии, меѓутоа си остана луѓето принципиелни до крај, нормално тука нешто да се каже. Ги почитуваа правилата. Иронијата беше што на пат за дома, значи буквално некаде во Холандија или во Германија, знам дека фативме случајно македонско радио, на кое што добивме информацијата дека од денес па натаму Олимпискиот комитет меѓународен дозволи да македонските спортисти Македонија во своето семејство. Точно така, и ние веќе бевме на пат за Скопје, така што добро, тоа беше утеха. Викате на другите надпревари нема да има проблем. Тоа време беше имаше се уште некоја романтика, некоја љубов, некоја така интересна атмосфера. Јас морав да чекам цели 5 години до првиот нареден сениорски добар резултат, што е нормално во кајакот, бидејќи европските, олимписките и светските прваци во јуниорска конкуренција им треба најмалце 3 до 4 години до првиот резултат во сениори. Зошто? Од едноставна причина, затоа што до 18 години сите деца одат во школа и сите во принцип тренираат еднаш на ден. И тука се нашите, да речеме, предности во тој дел како јуниори, да направиме добри резултати во светски ранг. После доаѓа оној период, преминот во сениори, тежок и битен, во кој што ние таму е веќе други системи, други модели, вие ги знаете, некои одат во војска, некои одат во други модели кои што ние ги немавме како поддршка за да може побрзо да се направи резултат во сениори. Ди кажа за почетоците, за тие настапи во поранешна Југославија, за проблемите во Норвешка. Сега да се вратиме на оној период кога Македонија можеше да настапи на Олимпијадата во Барселона. Ти беше меѓу олимпијците, тоа се случи во 1992 година и таму настапивме исто како, например, спортистите од поранешниот Советски сојуз, како независни спортисти, и таму имаше една дилема кај Олимпискиот комитет дали да учествуваат, дали не, па ми се чини дека покојниот Самаранч одигра вака решавачка улога Македонија да се појави со своји спортисти на таа Олимпијада. Некако тој имаше слабост кон нас, кон Македонија, па и фактот што неколку пати доаѓаше овде, говори дека сакаше да помогне. И сега да ни кажеш за тој прв олимписки настап во Барселона, што претходеше на тоа и како се одвива подготовките, а да кажам дека таму ти го освои 34-тото место на тој прв олимписки настап во кајак ендосет. Значи, за да учествуваме ние на Олимписките игри во Барселона, претходно имавме поставени норми во месец март од страна на тогашниот Југословенски олимписки комитет, бидејќи словенците и хрватите веќе беа излезени, си имаа своји држави. Тогашен председател на Олимпискиот комитет беше Часлав Велич, кој што беше на сива еминенција, да речем, во Меѓународниот олимписки комитет, значи многу моќен и влијателен. А за наша, да речем, среќа, пак беше председател на Кајакарската федерација на Југославија. Тој ни воспостави тешки норми, но фактот што ги немаше сениорите од Словенија, нас ни овозможи да ги исполниме тие норми, односно мене лично. Во меѓувреме се формираше Олимпискиот комитет и почна она, па може да се каже, дипломатска мисија да се најдеме многу патриотска и вака национално ориентирана, бидејќи најлесно е да не се отиде, нели? Така да се седи, да се чекат работите сами по себе да се развиваат. Јас знам дека не беше така. Посебно, еве ние денес да направиме една чиста спорева, да проба некој сега да закаже состанок со председателот на фудбалски клуб Барселона, сигурно ќе чека неколку месеци, па да и председател на држава. А да се направи состанок и да се добие поддршката од Самаранч, веројатно во тој временски период, посебно тој беше во своите најсилни години, да речем, нели, Олимписките игри се одржуваат таму
и така натаму беше голем чекор, така што мислам дека една работа која што можеби во подоцнешниот период и недостасуваше, меѓутоа тогаш пак речам беше некое подруго време, се уште сите беа со отворени срца. Ни беше предочено од страна на раководството на Олимпискиот комитет пред сите нас како спортисти, што е за голема вака поздравување, таа транспарентно, значи не се носи одлуките во некој затворен круг. И ни кажа каква е ситуацијата и дека може да настапиме или како независни олимписки поединци, што е сепак пракса на Олимпискиот комитет, значи не беше нешто измислено само за нас, или да си одиме дома. Мислам дека одлуката да настапиме сепак беше еден пред се патриотски чин, бидејќи иако формално таму не пишува Република Македонија, мислам дека и раководството и спортистите сите направивме се што се однесува до нас, да ја промовираме Република Македонија на најдобар можен начин во тој период и во олимпиското село и на самите спортски надпревари. А и спортскиот свет знаеше дека учествува Македонија. Па да, секој кој ќе те види со олимписките кругови мора да те праша и дури тоа на некој начин ти прави промоција, меѓутоа ете, ние моравме тој пат така да го одиме. Како ги доживеа тие трки таму на Олимпијадата, олимписки настап, тука покрај тебе сите асови, ти некако уште млад на брзина стигнуваш да се надпреваруваш со светската сениорска елита. Да, јас и бев секогаш добро подготвен, бидејќи ние сериозно трениравме. Јас сум повеќе од стручен аспект застапник за систематскиот пристап во тренингот. Меѓутоа ние немавме, има две опции кога тренирате. Едната е тој систематски пристап кај што од позиција А треба преку тренингот да дојдете во позиција Б преку определен временски период. Изразено резултатски, изразено во физичка подготвеност, во техничка, во тактичка зрелост, во психолошка подготовка, во концентрација и така натаму. Ние делумно наследивме нешто од системот на тренинг, меѓутоа тој многу брзо се промени и за среќа ние бевме во текст со сите тие промени, редовно ги следевме, сите трендови. Но она што не извојуваше од сите останати таму и за кое што сум сигурен еве од оваа дистанца да кажем, како втор модел за успех во спортот е фанатизмот. Ние на некој начин не сме биле ни свесни во тој момент во што сме влегле, меѓутоа сме влегле со цело срце, со цела душа, со цел потенцијал. Јас ја гледав Олимпијадата тогаш само како можност на еден голем надпревар да соберам искуство и да извозам две возања од кои што ќе бидам задоволен да го дам својот максимум и тоа и се случи во Барселона, а се случи и на останатите Олимпијади. Јас сум еден од ретките надпреварувачи, тоа ми го признале многу врвни имиња во спортот, во кои што знаел секогаш кога е потребно, тогаш да го даде максимумот. А тоа е едно од најтешките работи во спортот, да можеш да се темпираш, да го постигнеш максимумот на денот на најбитниот надпревар, дали е светско првенство, дали исполнување олимписка норма, дали европско првенство. И тој психолошки модел на подготовка за големите надпревари, од тогаш па до крајот на кариерата само го усовршував и мислам дека е исклучително моќен. После Барселона доаѓа оној период што го опиша пред малку, признавањето на Македонија, па немавте дозвола, така да кажем, да учествувате на големите приредби. Како се одвиваат твоите активности и каде беа насочени твоите погледи? Да, значи, ние не сме имале некој стратешки план дека Лазар Поповски ќе настапи на 4 олимпијади. Ние го сакавме кајакот на диви води и фанатично се боревме на сите надпревари, на локалните и на меѓународните. Тоа што реално ни недостасуваше за подобар спортски резултат беше логистиката. Бидејќи кога одиш на надпревар на кој што имаш 25 капи и 300 метра патека, каде што нема пробно возење, туку нели се поставуваат капиите и гледаш однадвор. Многу е битно моментот помеѓу првото и второто возење. Бидејќи во првото возење сите големи екипи си имаат по 3-4 тренери, по 3-4 камери и оние кои што ги мерат секвенциите.
И веднаш после тоа после тоа анализа. се прави анализа. Сега ние најчесто сме оделе со една камера, со една штоперица која што колку може да фати, може да фати. Сега на пример, ако на 18-та капија си изгубил пола секунда, секунда или секунда и пол, не можеш што да го проанализираш помеѓу двете возења. И тоа е тој момент кој што секогаш мене ми фалел за да влезам во првите 5 или во првите 10, бидејќи јас секогаш после првиот моите најдобри резултати биле 2 до 3 секунди позади првиот. Тоа може било 15-то место, 16-то, 18-то, сепак тоа е врвни надпревари. Меѓутоа ета тие секунда две кои што стално недостасувале за како што беше во Атина за медал или за било што друго, најчесто се должеше на логистиката. За среќа на тренинзите па имав добра логистика, затоа што секогаш бев, ја знаете дека од 12 месеци во годината скоро по 5-6 поминува во Словенија или во Хрватска. Тоа се тие пријателства кои останали уште од мојот татко, потоа јас си ги надоградев и ја буквално бидејќи бев многу добар и талентиран во делот на техниката, луѓето уживаат да бидам со нив. Значи Гликс ме молел да дојдам во Хрватска да тренираме заедно. Им било мило кој ќе те виделе си стигнали така. И еве и ова е можност да се заблагодариме. Вие на една од сликите тука ќе го видите и Матија Љубек, кој што исто така беше голем наш пријател и личен. И во времето кога беше директор спортски на Олимпискиот комитет на Хрватска, исклучително ни помогна. Значи јас сум одел на подготовки со хрватите, само беше прашање да стигнам до Загреб и потоа се бело на нивни трошки. Човек. Но како што кажав на почетокот, кога ќе дојдат надпреварите, тука веќе не можат словенците и хрватите да работат за тебе, бидејќи станува збор за конкуренција и тука таа логистика од секогаш малку ни недостасувала. Меѓутоа, кога ќе видиме од оваа временска дистанца, резултатот е само една точка од целата приказна. Патот до резултатот и патот по резултатот се многу побитни.